Со исклучок на сосема кратки отсуства, сите градоначалници од источниот регион летово годишен одмор нема да користат. Изборите, коронавирусот, економијата која се движи како низ песок и неизвестноста нив ги закува во кабинетите. Зошто годинава никој не мрда од кабинетот, што досега во последните 30 години не се случило? Со оглед на општите состојби во државата со COVID-19, знаете дека сето она што го имавме планирано за реализација на инфраструктурни проекти во 2020, а општина Кочани има многу. И од причините што веќе ги набројав, роковите беа пролонгирани на неколку пати, што значи дека навистина доведена во прашање реализацијата на скупните проекти кои се планирани за оваа година. Една мала екипа, компактна екипа работи на притисоци врз изведувачите се со цел проектите кои се предвидени за оваа година да бидат во целост исполнети. Годишен одмор е користен заради целата ситуација која што се случува и во светот и кај нас во државата, еве во последните денови во нашиот град. Затоа мислам дека треба да бидам овде на работното место за да ги координирам активностите, посебно во врска со вирусот COVID-19 кој што овие денови почна да се шири во нашиот град во Делчево. Сепак, освен одговорноста, за прв пат по 3 години, повеќето од нив сваќаат дека времето одминало и дека за отприлика една година сегашната работа ќе ја имаат повторно или ќе се вратат од каде дошле, а дошле од следните работни места. Благој Бочварски од семејна фирма, Никол Чуилиев лична фирма Ин Кочани, Горан Трајковски наставник, Звонко Пекевски јавна администрација, Ивица Димитров државна администрација, Сонја Стаменкова здравствен работник, Јордан Насев јавна администрација, Горанчо Крстев приватна фирма. Ова значи дека екзистенционална алтернатива имаат сите, но дали сите имаат и ист мотив? Со други зборови, дали спојувањето на последните 2 години без одмор е залет кон нов мандат? Вака, отприлика на година дена пред истекот на овој мандат, мислам дека е се уште рано да за една ваква работа размислуваме. Приоритет ќе биде во овој период од година време да се завршат проектите кои што се започнати. Само во моментот имаме некаде околу 3,5 милиона евра проекти кои што се реализираат, од кои 2 проекти се капитални, кои што се однесуваат на водоснабдување, на фекална канализација и други комунални проекти. Мислам дека се уште е рано. Уште година и месец-два има од мандатот. Фокусирани сме да ја исполниме или реализираме што е можно во поголем процент изборната програма и ветувањето пред нашите граѓани. Веќе неколку изборни процеси гледаме дека анкетите се доста веродостојни. Последниот пат беше буквално кандидат оној кој што има највисок рейтинг на анкетите. Верувам дека така ќе биде и во периодот кој што ни предстои. Многу е рано уште сега да се каже, меѓутоа оној кандидат кој што има најголем рейтинг и нашите сограѓани, тој ќе биде кандидат за градоначелник. Кои да се мотивите? Факт е дека досега во нашиот регион не се случило сите градоначалници во исто време, речиси 2 години да се на работните места. Сеедно дали е страф од корона, зголемена одговорност или фаќање залет за нови мандати.